Добре дојдовте назад. Знаете дека секој вторник овој термин е стриктно резервиран за професорот по трудово право, професор доктор Лазар Јовевски. Уште еднаш добро ви утро, секој утро. Добре дојдовте, ви благодариме на постојаната соработка и за интересните разговори што ни ги овозможуваат. Благодарам, Андреј, задоволство е да разговарам и да бидам дел од вашата веќе на широко гледана емисија Добро утро секој утро. Благодариме и ние. Во името на целиот тим на Добро утро секој утро и на Алфа телевизија. Ајде вака да почнеме. Минатата емисија што беше поврзана практично на темата, ја отворивме темата младите, нивната перспектива и невработеност односно во државата и проблемот кој се влече со децени. Крена голема прашина во јавноста. Гледаме коментари дека пристигнуваат луѓе генерално се заинтересирани за темата, па ете на некој начин се решивме малку да ја прошириме. Токму затоа им објаснив на гледачите уште од рано утрото дека ја поставивме темата отворена. Вработување дома или во странство. Каде е перспективата? Живееме во посебни времиња, какви се условите кај нас? Какви би требало да бидат за да не си го бараме лебот надвор од државата, зборам условно речено да си. Видете, не ми изненадуваат реакциите на јавноста, затоа што овие теми кои што ги дискутираме, минатата за младите и нивното вработување, невработеноста, па и ова сега дали да барам работа дома во земјата, во татковината или нели во странство надвор од татковината, се теми кои што се буквално актуелни и теми кои што допираат до секој човек во нашата земја, на овој или на оној начин. Нема млад човек кој што не помислил нели дали би му било подобро надвор од земјата да бара некоја перспектива иднина или кај нас. Но не само и младите, знаете, ова тема со иселувањето, барање на работа, барање подобар живот надвор од земјата ги допира сите луѓе генерално и некои велат Македонија е печалбарска земја, знаете, и сега уште традиционално од минатото, уште од минатиот век и претходно и така натаму. Меѓутоа, очигледно е дека тој аспект на заминување од земјата, барање на подобра професионална реализација, сега вака со модерна терминологија да се израза, нели печалбарството, кажано народски, всушност е нешто што не може да се земе за осуда. Човекот, граѓанинот, личноста, индивидуата секогаш бара подобро за себе, но и за своите блиски, за своето семејство. И ние генерално, па е вклучително и јас, кој што се занимавам со оваа проблематика, ја проучувам од различни аспекти, и невработеноста во земјата, но и трендот на иселување, демографските аспекти на населението, на работната сила и така натаму. Всушност мора да ги гледаме работите од една дистанца за да можеме да проникнеме во самата проблематика и во самата есенција на нештата, во самата суштина, а тоа е дека всушност кога човекот е на раскрсницата каде да се реализира професионално, дали во земјата или надвор од татковината, всушност пред себе веројатно си поставува неколку прашања. И од одговорот на тие прашања всушност и зависи неговиот на крајот на денот избор кој што ќе го направи, односно дали ќе проба да бара работа или да продолжи да работи во земјата или ќе проба да се вработи надвор од земјата. Првото прашање е економската логика. Значи, материјалниот аспект, дали на тој начин, дали вреди, ако зависи сега каква себе перцепција има индивидуата, дали ќе се цени повеќе или помалку, како се доживува себе си во општество, во наше, и ако смета дека е доста вреден, дека тоа што го вложил во образованието, почнувајќи нели од основно па се до високо образование, па понатаму можеби и постдипломски и докторски студии, всушност си ја поставува дилемата дали вреди за одредена плата која што ја има во својот ум како перцепција колку изнесува таа, да продолжи да работи во земјава или смета дека подобро ќе биде надвор. Аспектот на тоа дали е подобро надвор може да биде личен увид од одење во странство, дали туристички, дали нешто преку студентска размена, можеби некои други искуства или од роднини и пријатели кои што посетувал во други земји, или пак може да биде од пренесени перцепции на други луѓе кои што веќе биле и работат таму или работеле па се вратиле па пренесуваат одредени искуства.
Поблиско запознавање со условите на Да, таа да, дестинација. јас секогаш советувам кога некој ја има таа дилема, ме прашува професоре дали да одам на пример да работам во Германија или во Малта или да останам овде. Секогаш велам дека ниту една работа во животот, па и овој избор кој што е пред човекот, не е буквално само да има добро или само лошо. Секогаш има и од двете нешта. Така. И многу е важно кога се прави тој избор, гледајќи низ таа материјална призма, низ тој материјален аспект, кога човекот расудува дали да оди или не од земјата, да ја има вистинската слика. Не е едноставно да се замине од земјата и не е мојте да мислите, Андреј, дека во Германија или не знам во други земји, не знам, им се неизмерно потребни одредени правници, да кажеме, или економисти. Всушност имаат тие своји добри правници, економисти, бизнис и така. Меѓутоа има точно одредени струки кои што се дефицитарни на пазарот на трудот во таа дадена земја, на пример од Европска унија, ако ја земеме како пример Германија. Тоа е, например, градежниот сектор, тоа е, например, медицинскиот персонал, вклучително и медицинските сестри, докторите, и уште некои професии поврзани. Мора IT да го спомнеме IT во однос секако. И тој е дефицитарна секаде се точно, бара. IT го бараат и дури во Македонија, иако имаме релативно продуцираме квалитетен и квантитативен кадар Так. на годишно ниво, сепак во Македонија се чувствува се уште недостаток на IT луѓе, односно луѓе кои што се професионалци во таа област, токму заради контекстот на заминување во голем обем од земјата на овие лица. И сега, ако ја имате вие перспективата, сликата, што е кој кадар е недостасува или дефицитарен во одредена земја, и дали вие се пронаоѓате во таа приказна, тогаш ви веројатно можете да донесете одлука подобра, повеќе издржана и одлука која што нема потоа да ве разочара во однос на тоа дали да заминете или не. Ако еве јас ќе земам во професијата каде што сум јас, правник. Ако правник сака да замине во некоја земја членка од Европската унија, треба веднаш да расудува дали како правник ќе може да одговори на потребите на пазарот на труд таму во струката. Одговорот би бил не. Затоа што има друг правен систем. И Франција да е, и Германија да е, и Шпанија да е, па и Грција. Значи, каде и да посака да работи во професијата, тоа тешко дека ќе може да биде остварливо на начин на кој што би можел во својата земја да работи. И тогаш, веројатно, тој човек би требал да размислува да се пронајде во некоја друга област на пазарот на труд во другата земја. А тоа се различни области. Целосна преквалификација, значи. Па тоаш би можел да работи и во градежни сектор, ако го бива и за тоа, или да вози такси, не знам, во Париз, или ме сеќате, иако може да е магистар или доктор на правни науки во Македонија, но ако таму не може да се пронајде, бара соодветна друго работно место каде што ќе може да се пронајде. И да знаете дека многу слично е и кај нас. Не сите луѓе кои што завршуваат одредено образование во Македонија се пронаоѓаат во делот во каде што учеле, односно каде што се надградувале и образувале. Јас сум историчар по вокација, имам завршено историја и обожавам историјата, а меѓутоа тоа во слободно време. Знам дека не може, што се вели, да ми го донесе левот на маса. Инаку, ќе ме извините, јас го споменав IT секторот, затоа што на вистина има некои луѓе кои самите велат за себе дека им паднала секира в мед. Зошто? Затоа што тоа што го споменавте, дека дел од IT компании, значи се бараат кај нас, тоа значи дека меѓу другото постојат на пример и странски западноевропски држави, односно компании кои отвараат подружници кај нас и бараат наш кадар кој секако не го плаќаат на ниво како на пример што би го платиле во Соединетите држави, но го плаќаат многу повисоко од нашите просечни услови. А и онака зборуваме нели за IT сектор кој во принцип се смета за едно од поплатените сектори. И тие практично се среќни бидејќи можат да си останат дома во својата држава, а да работат практично за странска компанија и да бидат плаќани повеќе од нели просекот, да го кажеме. Токму така, Андреј. Сакам нешто да посочам кое што е многу важно и многу битно, а кое што гледам да во пракса во различни разговори се прави се создава една слика која што можеби не е реална во однос на вработувањата надвор од Македонија, но и во Македонија. Треба едно нешто да знаат почитуваните гледачи, а тоа е дека бизнис логиката оди на линија да секогаш се намалат трошоците, а да се зголеми добивката.
Така. Тоа е некој вела тоа е здрава бизнис логика и сега дали е здрава не здрава значи но е логика и постои тоа во бизнис секторот. Нема да го функционира. морализираме, едноставно тоа е Да, така. не навлегувам сега во морално-етичкиот контекст на таа парадигма, меѓутоа да, вистина е дека бизнисот бара поголем профит, тежне е кон тоа бизнисменот, менаџерот, капиталистот, собственикот на капиталот и така натаму. Сега, имајќи го ово предвид, неизбежен факт е дека сите оние кои што отвараат компании во Македонија се од надвор од Македонија, па и тие кои што се од Македонија. Одат на линија да колку можат повеќе ги рационализираат, односно намалат трошоците. Има фиксни трошоци, како што е, например, не знам, цената на струјата. Так. И сега вие тука не можете многу да маневрирате во тој дел, меѓутоа тоа што можете и каде што можете да менаџирате и да маневрирате е делот со вработените, односно аспектот на платите. И затоа во пракса се случува многу често, кај нас, но и во други земји, во Европа и секаде низ светот, да менаџерите, работодавачите бараат работна сила, бараат луѓе кои што ќе ги вработат, но кои што помалку ќе ги платат. И точно е тоа што го напоменавте, дека кога нашите одат во други земји да работат, дури и доктори, значи високо ценети и платени професии, сепак во многу случаи, не велам секаде и секогаш, но во многу случаи се плаќаат помалку отколку што би се платиле домашните доктори. Но има и друго нешто, велам но, секогаш има но во оваа приказна, затоа што ако се случува како што се случи пред COVID-19 кризава, да одреден сектор, а тоа е медицинскиот дел, всушност не може да абсорбира персонал од матичната земја, има реален дефицит на пазар на труд, тогаш се отвара пазарот, се можат да се вработуваат луѓе надвор од земјата, кои што се пред се од Европска унија, кога зборуваме за земји членки од Европска унија и земји кои што се од Европа имаат предност во рамките на вработувањето, на пример, во Германија. Но тогаш веќе платите полека, но сигурно растат, добиваат на еден друг квантитет, би кажал, во однос на оние кои што доаѓаат од надвора, се вработуваат како доктори, и тоа е таа една првична, би рекол, мотивација која што се однесува на тоа дали ќе се направи избор да се оди или не. Така. Но ние минатиот пат, и сега не е лошо да потенцираме, можеби само накратко, Андреј, ако се слагате, дека всушност тоа е можеби битна, можеби за некој основна мотивација, но не е единствена мотивација, затоа што многу луѓе заминуваат на овој контекст додаваат уште два други, а тоа е разочараноста во земјата. Пред се од политичките елити, мораме тука да потенцираме од политичките елити, затоа што да, мислам, апатијата на луѓето е впечатлива, особено во последните години. Тоа е нешто што ете меѓу другото, кога ќе го комбинираме со безперспективноста на младите, па и не само на младите, воопшто на перспективата за работа, генерално сега, не само за младите, него воопшто, така. Воопшто зборуваме дека тоа на некој начин ги турка луѓето надвор од границите. Во контекст на претходното, само би дополнил дека пандемијата, меѓу другото, запаметете ви закажувам тема. Ете, дигитализацијата и воопшто тој сектор, IT секторот, бидејќи се наоѓаме нели во ситуација со пандемија, и како фактички самите американски компании, конкретно ја зимам, како вие Германија, јас ги зимам Соединетите американски држави, како нивните компании бараат начин да го аутсорсаат, нели се вика, трудот надвор од границите на Соединетите држави. Ете, например, конкретно ако го земеме секторот, не знам, дигитален маркетинг, IT сектор, конкретно се. Поевтино ќе платат, да кажеме, на Балканот, отколку што ќе платат во Соединетите држави. И се повеќе и повеќе компании почнуваат тоа да го практикуваат. И не само од Соединетите држави, туку и од Западна Европа. Па видете, јас и тука се создава онаа потреба за кадар, тоа што го зборувам. Јас не случајно ја земам Германија, бидејќи како економија е најстабилна во Европа. Абсолютно. И како општество и како држава засега е меѓу најдобрите 10 земји во светот кои што се справува со COVID-19 и по однос на економските мерки кои што германската влада ги предвиде за вработените и за компаниите за да се надмине ова здравствена, но и економска криза која што се случува во моментов во Европа и низ светот. Имено, вие споменувате дигитализацијата.
И можам да ви кажам, Андре, дека сушност јас забележувам нешто што е специфично во моментов што се случува. Според мене се случува еден тектонски потрес на пазарот на трудот во моментов кој што се уште зрее и кој што се уште не е излегол на површина, не е еруптирал целосно, а тоа ќе се случи многу брзо кон крајот на оваа година, но и почетокот на наредната година. За што станува збор? Дигитализацијата на трудот постоеше, особено во земји како што ја спомнавте Соединетите американски држави, но и европски земји. Кај нас во Македонија и би рекол во регионов тоа некако почна периферно и срамежливо да се случува. Особено И без цел. Безцелно. Ќе ви објаснам и зошто. Извинете. Особено во финансискиот сектор почнаа одредени аспекти да заживуваат и ако се сеќавате, можеби се чуле, можеби и не, пред COVID-19 негде на почетокот на оваа година се отвори прва дигитална банка во Скопје, на улица Македонија. Сега да не зборуваме од која банка е, да не испадне дека рекламираме одредени банки во земјава, но една од поголемите банки, колку што јас знам, отвори филијала всушност дигитална, значи целата услуга се добива електронски, на електронски начин, со тоа што всушност најави, јас го видов тој момент, тоа е нешто ново кај нас, но веќе и тоа како се случува во голем број на европски земји и низ светот. Оваа криза сега предизвика да голем број на луѓе седат дома и да работат од дома. Работата од дома јас ја дискутирав во ова студио, ми се чини со една од вашите колешки, и тогашно еве и сега ќе повторам дека всушност станува збор за една поинаква природа на работен однос, работа од дома, која што е позната во македонското законодавство, но не заживуваше заради XY причини, веројатно традиција, навики и така натаму. Сега луѓето и вработените и работодавачите видоа во пракса, го искусија моментот дека можно е и тоа како да се функционира и од дома, да се работи, и не само во приватниот сектор, туку и во јавниот сектор. Во државните институции голем број нели од вработените беа испратени од дома и дома работеа со лаптопите, со аспектите на кои што им беа посочени од работодавачите и ја извршуваа работата. Сето ова се случува не само во македонски рамки. Колку се случува во Македонија, јас би го триплицирал во европски рамки, и сето тоа укажува на едно ново искуство кое што се уште зрее сега и на европско ниво, и кое што само ќе добие потврда кон крајот на годината дека голем број на работни места ќе всушност отпаднат или ќе станат атипични во однос на тоа што биле до крајот на 2019 година. Да бидеме треба и внимателни со дигитализацијата, затоа што таа од една страна значи брзина, значи намалување на трошоци, значи ефикасност, но може да значи и намалување на работни места. Сега во тој контекст прашањето е како да направиме дигитализација која што ќе биде избалансирана, која што ќе овозможи релативно сочувување на работни места, или ќе се нудат одредени пакети на преквалификации, доквалификации кои што ќе бидат во контекст на... Тоа е поголемата веројатност вака. Или помош од самите компании, од самата држава, да луѓето од претходните традиционални работни места се всушност пренасочат, се канализираат во дигиталната економија. Дигитална економија која што во сектори кои ќе бидат потребни, значи кои ќе се барат, земете предвид дека ќе се отвораат и нови работни места со оглед на потребите кои ќе се наметнат во новиот начин на функционирање. Сите се согласни, значи светот ќе биде целосно променет по завршувањето на оваа пандемија, по многу параметри. Еден од нив е и овој. Убаво што ја споменавте банката. Не е важно која, навистина не е важно, не сакаме да имаме проблеми со маркетинг, нели? Во секој случај, токму денеска, токму во позитива на денот, намерно ја стави во позитива на денот, затоа што веќе зборуваме дека некои држави ја живеат и днината. Во Литванија веќе е направена дигитална валута. И таа дигитална валута е официјална. Тоа е веќе и днината. Зборуваме за иднината. Веќе така ќе функционираат работите. Во пазарот на труд, конкретно кај нас, ако направиме една, би ја нарекол, поразителна паралела. Еве, чисто како пример, ке кажем. Голема компанија во Македонија, било која голема компанија, ниту една нема ефективен веб-сайт.
имаат веб-сајтови да се каже колку еве имаме веб-сајт. Не е само за кај нас. Тоа е одлика на Балканот. Значи, нема што конкретно нудат, што им треба. Значи, има принцип како тоа треба да изгледа, како на потрошувачот или оној кој е заинтересиран да дојде до податоци, има многу интересна статистика, 15 секунди, толку се потребни. Буквално толку се потребни направиле конкретно американците истражувања од човек кога ќе кликне на еден веб-сајт или кога ќе влезе на на Facebook страница конкретна за нешто, ако за 15 секунди не го најде производот што тој сака да го најде или информацијата, ја напушта страницата и го губи интересот. Сега, зборуваме дека кај нас имаме големи компании со веб-сајтови колку да се каже, види имам веб-сајт. Колку е потребен прогрес и колку е потребна онаа што ја кажавте преквалификација, се извинувам на малку подолгиот монолог тука, колку е потребна преквалификација на работна сила за да можеме да се држиме во тек, да не каскаме толку далеку зад остатокот од светот. Мислам дека отварате многу добри теми и дотолку повеќе што треба да знаат потчуваните гледачи дека до сега ниту со вас, ниту со некој од вашите колеги не сме договорени во однос на тоа кои прашања и подпрашања ќе ги отвараме. Да, апсолутно нема. Но токму можеби и спонтаноста на разговорот дава можност да одиме и широко, но и длабоко. Зависи нели од самата тема. Оваа тема отвара можности, Андреј, да разговараме навистина како што и најавивте на почетокот, со еден ваков поинаков пристап, можеби повеќе како еден спонтан разговор, но мислам дека извлеков и битни поенти и едно од тие би сакал сега да ја кажам за почитуваните гледачи, а тоа е дека да, американците јас навистина ги почитувам во делот на емпиризмот, они константно се занимаваат со статистики и испитувања од тој тип, 15 секунди за клик да видиш сајт, 7 до 10 секунди кога влегува кандидатот за вработување, веќе е одлучено, сметаат американците, дали ја добил работата или не, од кога ќе влезе од вратата, нели, да пристапи кон веќе тој што го гледа веќе има представа дали овој ќе ја добие работата или таа или нема. Така да во тој дел ме бендисуваат, они имаат некои такви интересни сознанија и статистики што навистина отвараат и други дилеми. Меѓутоа, во однос на самите ова што го спомнавте, јас дозволете во овој контекст да кажам дека сепак познавам одреден број на компании поголеми пред се. Во овој дел мора да подлечам, кои што имаат ефикасни веб-сајтови, можеби не се многу. Можеби јас грешив што генерализирав, меѓутоа кога генерализираме, нели секогаш има исклучоци, можеби некога исклучокот го потврдува правилото, но да, веројатно се уште сме на ниво на исклучоци кои што во повеќе за жал, јас тоа го кажам за жал. Кои што во поголемиот дел во овој контекст и всушност ја потврдуваат она теза која што вие изложивте, а тоа е дека да, недостасува во тој дел можеби малку продлабоченост и нешто кое што е истражување, но сепак постојат и луѓе и компании кои што се занимаваат со оваа област во Македонија, кои што ги поврзуваат дигиталниот маркетинг, дигиталната економија со пазарот на трудот, со потрошувачот што нудат, но веројатно ќе треба малку време кај нас за да сето тоа добие вистинска нота, вистински белек и да се вистински квалитет да се расшири пошироко во бизнис секторот. Но генерално морам да ви кажам дека сепак како човек, како индивидуа кој што ги проучува феномените на пазарот на трудот и не само типично правни, туку и социјални, и социолошки, и психолошки аспекти на пазарот на трудот. Па би рекол и филозофијата на трудот. И самата природа на човековиот труд, на индивидуалниот, на колективниот труд и така натаму. Сепак јас како човек имам одредена резерва кон дигитализацијата и ја напомнав претходно. Дигитализацијата во многу нешта може да помогне, но има професии каде што човекот е незаменлив, знаете. Не велам ја дека не може и роботи и компјутери да оперираат и сето тоа да го прават. Меѓутоа, сепак во одредени аспекти човекот како битие, како комплекс на дух, душа и тело, а во трудот, ставен во трудот, мора да биде земен во предвид. И од тука треба секогаш кога зборуваме за дигитализација, за дигиталната економија и слично, да според мене да го имаме и контекстот на човечноста во трудот,
Затоа што комплетната дигитализација значи деперсонализација на трудот, односно да машините управуваат, водат во сите аспекти. Сега јас и вие можеби во идни на некоја да не сме во студио, туку да не знам со некои специјални да не дигитални холограми, да не бидеме овде присутни и камерите сами да снимаат, да нема ни камермани ни така натаму, сето тоа да иде дигитално во ред. Значи меѓутоа колку сето тоа ќе треба да се направи, треба да се направи избалансирано, убаво како што кажавте вие, практично да се како опција да се направи преквалификација, да не се потсетуваме на индустријската револуција кога се изгубиле, нели? Па добро, тоа со тоа луденистичкото движење со Луденс кај што ги крша машините е далеко од тоа, меѓутоа апсолутно. Меѓутоа сепак знаете, тоа е и секоја економија. Ова имајте го во предвид. Секоја економија си има своји перформанси и дигитализација, на пример во Јапонија или во Јужна Кореја, во обем и квалитет не може да се преслика како дигитализација во Македонија или во Босна или во Албанија или во Србија, ме разбирате, па и во Бугарија. Значи, други се перформансите и на економијата, и на системот кој што ја поддржува економијата, тоа е целокупниот општествен систем, но и на луѓето. Друга е културата, традицијата и така натаму. И ќе се соочиме ние со други предизвици. И затоа кога зборувам за дигитализација во македонски рамки, секако потенцирам дека треба да бидеме многу внимателни, бидејќи без друго се соочуваме со два феномени константно од 1991 година, тоа е високата стапка на невработеност и сива економија. Така. Значи, не би смееле да си го дозволиме луксузот да дигитализацијата на трудот ни продуцира нов бран на невработеност и на развивање на сива економија. Во тој дел ние треба да бидеме внимателни, бидејќи веќе имаме негативни искуства како економија, како држава, како општество. И тука треба ние сега да размислуваме како тоа да го надминеме. Дигитализација да, но во кој обем и со кој квалитет, со кој квантитет треба навистина мудро да се размислува. Инаку, ние како луѓе во овој регион, па и не само во Македонија, но и генерално сме склони кон импланти. Не мислам на телесни импланти, туку мислам пред се на општествени импланти. Значи, во правото многу сакаме да имплементираме други туги стандарди. Така. Јас, истражувајќи за трудот, дојдов до одредени документи каде што во 60-тите години во бивша Југославија шведски експерти доаѓаат и го проучуваат социјалниот систем на тогашната Југославија за да го пресликат во шведски. Тоа е документирано во кои институции биле во Белград, во други градови, архиви со кои се сретнале луѓе, нели од политичко па се до стручно ниво во тоа време и така натаму, кои луѓе биле со име и презиме. Ги има. Го земаат значи одреденото искуство и го пренесуваат во својата земја, тоест во Шведска, и гледаме дека шведскиот модел на социјално осигурување, социјална заштита, на социјална држава функционира до ден денес и се смета за еден од репрезентативните примери не само во Европа, не само во нордискиот дел, туку во светот. Сега гледате, они учеле од нас во 60-тите години. Зошто кај нас тој систем и заштитата на работничките права, чинам дека беше. Па токму од таму го зима тој самоуправниот систем кој што денес нас ни се презентира како работничка партиципација во големите компании, но тоа е всушност самоуправувањето во бивша Југославија кое што е преземано. Сега гледате, мислам вие представувам сликата малку поширока и за почитуваните гледачи да сватат како одат некои работи. Ние од 60-тите години до денес 2020 година тој систем го напуштивме, го надминавме, го изменивме, го расипавме и така натаму, а други, како што е Шведска, го надградуваат, го подобруваат, го адаптираат, го развиваат до ден денес. И никој не вели дека Шведска е социјалистичка земја или комунистичка. Апсолутно тоа е земја со пазарна економија, но системот кој што се одлучиле да го имплементираат се базира на солидарност, на еднаквост, на взаемност и така натаму, кои што се основни начала на, би рекол, социјалистичкиот концепт на давање на социјални услуги и функционира и во една капиталистичка земја, ако може добро да се адаптира. Така да и ние, кога ќе земаме импланти, правни ли се, економски ли се, какви и да се, ќе мораме да ги гледаме, да ги земеме, да ги преработиме низ нашата призма. Јас употребувам во последно време еден збор или два, а тоа е македонска мера.
Нас ни е потребно да изградиме што е тоа македонска мера. По македонска мера да ги мериме и да ги работиме работите. Тоа што на нас ни одговара и за нас да ни биде добро. И тоа сега да ни биде добро, Андреј. Не за 50 години, за 30 години или за 10 години. Да, визионерството е многу битно, да имаме визија, но ние мора да прифатиме дека живееме сега и во реалноста. И треба сега и во реалноста да работиме на пазарот на трудот да функционираат одредени законитости за да биде добро сега и за работниците и за работодавачите, но и за пошироката општествена заедница. Да ги имаме плодовите сега. Така. Инаку, она ќе биде за 10 години, за 20 ќе се Знаете, генерации веќе изминуваат луѓе кои што живеат со тоа Доста е веќе токму тука Ајде сега да го работиме. Нештото да не биде добро сега. Токму тука се враќаме на разговорот со разочараноста од политичките елити, со тоа постојано и туркањето на пред се младите, ќе ги кажеме, од границите на нашата земја, за жал. И тука ќе мораме да го завршиме разговорот, вака можевме да продолжиме до задутре, меѓутоа да, и апсолутно бевте во право, се отворија еден куп теми. Ние ќе имаме буквално работа после емисијата да се договориме што ќе правиме следната недела. Знаете, Андреј, јас се радувам што можеме да разговараме вака и да отвараме теми и се надевам дека помагаме на почитуваните гледачи, бидејќи тоа е всушност и целта на нашава емисија, односно моето гостување, да им помагам на граѓаните, на луѓето, на сите кои што имаат проблеми да можат да чујат и да разберат како да излезат од некои проблеми. И многу луѓе ми се обраќаат и благодарен сум за тоа што можам да помагам. И убаво кажавте, вашата емисија, ова е ваша емисија. Сечија емисија. Ова е емисија на граѓаните. И да, вие сте одличен, морам да потенцирам дека и во најмала рака, ако ништо друго, ако ги прошириме погледите на нашите гледачи, на нашите граѓани кои те се соочуваат со некаков проблем конкретно на пазарот на трудот, тогаш нашата работа е завршена и јас барем лично се чувствувам задоволен од тоа. Да, тоа е задоволство, пред се внатрешно духовно. Така. Да. Ви благодарам уште еднаш за гостувањето. Благодарам и за поканата. Зборувавме на безброј теми на вистина со професорот по трудово право Лазар Јовевски. Ви закажуваме повторна дружба со него во вторник во 9 часот и 45 минути, како и впрочем и секој вторник. А за тема ќе ве оставиме малку во неизвестност. Прво ќе треба ние да се договориме за тоа што отворивме буквално 15 минимум. Во секој случај тука правиме една кратка пауза, потоа продолжуваме и со останатите содржини.